Smeno zabavni, mi prireduvame i predstavi. Ne nosime o avanturi do nas, lovi me i ljeta me vodim. Jedno nešto kje ti treba vaša ta fantazija. Niko ovde ne je tažen, si se smede u novoj tim. Vodim! Ej, društvo, dobre dojdovte vo prvota trka so jajca vo zadnji dvor. Prvio tim Edi i Mija. Da. Вториот тим Теса и Коби. Добро, ги знаете правилата. Партнерите си го додават јајцето и првиот тим кој ќе го пренесе јајцето преку целта без да го скрши, победува. Одиме, Софи, ова јајце сака да се тркала. Јајцето спремно. 3, 4, тргнувај. Ајде, Еди. О, да! Да! Јеј! Еди сигурно се лизга кон целта, но Теса и Коби го стигнуваат. Ајде, фрли го! Фрли го! Напред, Еди! Теса води за влакно. Ова е многу возбудливо. Напред, Теса! Напред, Еди! Ќе успееш! И денешниот резултат е нерешен. Нерешен? О, ајде! Има ли добра трка без победник? Да повториме! Со тркачки автомобил! Трка со автомобили, да! Може да се тркаме на голема стаза. Јас сум за! Да одиме! Едва и чекам! Засвири, Зиги! Ајде во авантура! Со нас дојдете! Забавно е ке биде! Но прво ќе запеме! Ќе запеме! Ќе запеме! Ќе запеме! Ќе запеме! Ќе запеме! Ајде во авантура! И возбудени сме ние, И одиме! заедно поканjeni се да ни се придружите. Еј, друштво, почекајте ме! Добре дојдовте во посебна автомобилска кралска трка. Фантастично, фенси! Тотално феноменално! Тато, Извини, сине, продолжи, ајде. трката ќе започне овде, а целта онаму, кај прасетон палатата. Каде што победничка прослава ќе се одржи во еден величенствен манир. Учтиво навивање ќе биде дозволено. Како, например, вака. Ла-ла-ла. Ене го знамето! Уху! Тато, ми дозволи јас да го означам почетокот. Еди полека добива предност и остава прашина зад себе. Напред, Еди! Детето е родено за победа. Секако! Чекај, кој го рече тоа? Очите пред тебе, Асу, сакаш да победиш во трката, нели? Обожувам да победам! И се би направил за да победиш. Се! Дали си сигурен, Асу? 1,000,000%! Добро, препушти ми го то мене. Сметај ме за твојата среќна магија. Бргу, вози по ова патче. А, добро? О, не! Заглавена сум во калта! Еди ја обиколува кривината како професионалец. Никој не му е рамен.
Što praviš? Ti pomagam za da pobediš, šampione. Nikoj ne može da vozi po kori od banana. No тоа не е баш честно. Ne, no сега си много пред сите. Би рекол дека е така? Ги сопрев сите останати учесници. Сите? Да. Но тоа е навистина нечестно. Кому му е грижа за честност? Ти ќе победиш. Но тоа е... А победата е најдобра, така ли? Па, обожувам да победувам. Одлично. По-добро е од одлично. Но што е со моите пријатели? И не ли рече дека ќе направиш се, така ли? Победувањето е најдобро. Но мамењето е најлошо. Што правиш ти? Тоа што е честно. Е, Софи, внимавај! Кори од банани! Благодарам, Еди. Еј, чекај, изгледаш како победник. Би можел да ти бидам Амајлија. Ќе ти помогнам, Коби. Повели ми ја фати. Благодарам. Повели Теса. Благодарам. Јас, кралот праселот, те прогласувам тебе, Софи, за победникот на кралската автомобилска трка. Напред, Софи! О, ви благодарам. Но не ќе можев да победам без помошта на Еди. Тој и мене ми помогна. И мене? Значи, на сите ни помогнал. И бидејќи Еди ни помогна на сите, мислам дека тој е вистинскиот победник. Повели Еди. Ура! И честитам, Еди. Браво! Сега е време за театарот. Тоа сум јас. Ова е приказна за жилката и зајакот. Односно, големото пуфнесто зајче, но малку различно. Улогата на жилката ќе има многу спора зебра. Зашто немаме жилка? И еден ден, многу спората зебра и пуфнестото зајче се трка. Зајчето беше толку сигурно дека ќе победи, што застана да си игра во песокот. Но зебрата продолжи да се движи напред, споро, но сигурно. И така... Знаеш, зајче, ако се извалкаш со песок, тоа ќе те успори. Не, треба да ја одминеш, не да ја помогнеш. Боже, ти благодарам, спора зебро. Мојн, мојн. Мојн, мојн, мојн. Но тогаш зајчето виде некои лулашки. Имаше толкова предност во однос на зебрата, што застана да си игра. И така спората, но сигурна зебра... Да те потурнам? Ти благодарам. Не! Знаеш, зајче, толку се забавуваме, зошто да не ја пречекориме целта заедно? Супер идеја! Не, тоа не оди така. Многу спората зебра треба да победи. Уи! Јупи! Погледни, нерешено е. И така, зебрата и зајчето стана најдобри пријатели. А тоа дефинитивно не е приказната за жилката и зајакот. Многу би сакале да слушнеме таа приказна. И крај. Бој, бој, бој. И благодарам. Нак синхронизација и техничка обработка. Студио Кларион.